Па очекувам одлучување врз основа на закон, објективно, непристрасно, да се донесе одлука основана на закон, па потоа ќе видиме како ќе одлучиме. Морам да кажем дека сум задоволен од тоа како течеше судењето, како странки ни беше дозволено да ги изнесеме сите наши наводи, да ги потенцираме оние наводи за кои што сметаме дека се битни и се надевам дека истите ќе бидат земени во предвид при одлучување. Па тоа е нашиот главен навод кога се работи на околноста на прифаќање на предлогот, усвојување на предлогот за издавање на времена мерка. Сметаме дека би настанале далеку поголеми штетни последици доколку се распишат повици за нови кандидати за суди и јавни обвинители, а потоа се утврди дека тие повици биле распишани од страна на нелегитимно избран директор. Бидејќи постапката по однос на тужбата очекуваме да трае дополнително, кога ќе се донесе првостепена одлука. Нормално тука секоја од страните имаат право на жалба, така да би се раздолжила постапката дополнително. Покрај законската обврска за спроведување на целата постапка за избор на директор по пат на јавна седница, постои онаа обврска предвидена во статутот на Академијата за вршење на одлучување по пат на јавно гласање. Сега тука се разидуваме во размислувањата со тужениот што представува јавно гласање. За тужениот јавно гласање, значи за потврдување на карактерот на гласањето како јавно, доволно било с тоа што присуствувале медиумите. Но нашето мислење е дека од јавно гласање треба да се подразбира јавноста да е запознаена кој член на управниот одбор за кој кандидат гласал и тоа соодветно да го образложи. Зошто? Затоа што согласно законите членовите на управниот одбор со основа на принципот на отчетност потоа се одговорни за така донесената одлука. Нормално, доколку директорот си ја врши работата онака како што треба, тогаш ќе ги соберат сите пофалби. Но доколку настане некоја неуспех, тогаш нормално би биле подложни на сите критики.